Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Добар ви ден, драги трагачи по вистината. Секој миг посветен на самооткривањето е миг на просветлување. Во ова издание ја откриваме нашата вредност. Свесни ли сме колку вредиме? Сите ние имаме различни перцепции за тоа колкава е нашата вредност. Некој се потценува, него сака своето постоење, некој развил комплекси за својата појава, а некој има слика за себе како толкаво совршенство што никој друг не може да го достигне. Па тоа преминало во гордост и ароганција. Која е нашата вистинска вредност? Како не гледа нашиот небесен татко? Како изгледаме во неговите очи? Какво мислење има за нас? Ако не се гледаме себе си како Бог што не гледа, тогаш нема да ја видиме нашата вистинска вредност. Кога ја знаеме сопствената вредност, тогаш можеме да бидеме понизни. Адам беше направен од прав помешан со вода, оформен од семојкиниот Господ Бог, а вдахнат со Божиот здив. Во Битие првата глава Бог рече: да создадеме човек според нашиот образ и подобие како што сме ние, кој ќе биде господар над рибите морски и над птиците небески и над зверовите, над целата земја и над сите гадинки што се движат по земјата. И го создаде Бог човекот според образот свој, машко и женско ги создаде. И ги благослови Бог и им рече: плодете се, множете се и наполнете ја земјата и господарете над неа и овладејте ги рибите морски и зверовите и птиците и сиот добиток и со целата земја и со сите животни што лазат по земјата. И рече Бог: еве, ви дадов секако вид растение, што дава семе, и какво има по целата земја, и секакви дрвја, што во себе имаат семе според својот род и вид, тоа да ви биде за храна. А на сите зверови земни и на сите птици небески, и на се што се движи по земјата и во кое има жива душа, им ги дадов сите тревни растенија за да имаат да јадат. Така и стана. Во втората глава, 7 стих пишува: а го создаде Господ Бог човекот од прав земен и му дувна во лицето дух животен, и човекот стана жива душа. Соединувањето на Духот Божи и правта земна произведе душа. Душата е индивидуална и способна да рече да или не. Таа донесува одлуки и го одредува курсот на човечкиот живот. Господ Бог од прав направи совршено тело. Бог се вдахна себе си во човекот, стана дел од него. Преку здивот Бог се всели во човекот,
и тоа парче глина величествено се трансформира во живо човечко тело, во жива човечка личност. Оттаму потекнуваме, така сме создадени. Јас сум вчуто невидена од тоа како сум создадена. А вие? Си замислувате ли како Бог ве создал уникатни, единствени, убави, паметни, благословени, полни со светлина? Не сме незначајни, токму напротив. По потекло ние сме понизни, со божествена судбина, затоа имаме бесконечна судбина. Тој живот во нас не може да умре. Тоа е животот на Бога. Имаме две алтернативи. Можеме да обстојуваме во присуство на Бога или можеме да обстојуваме во вечно прогонство од Неговото присуство. Затоа денес е совршен ден да одлучиш дали сакаш да живееш со Бога, кој на прекрасен начин те создал, или да одлучиш да бидеш бунтовник, да се возгордееш и со тоа никогаш повеќе да не го видиш и да уживаш во сите благослови што ги подготвил за тебе. Ние сме божествена изработка, божествено дело кое сме го потцениле, сме го понизиле, сме го малтретирале преку погрешно живење, преку несоодветни телесни уживања, грешни задоволства. Но, сепак, ние го имаме Божиот лек. Бог вели дека секој оној кој убива личност, кој убива човечко битие, ќе одговара со својот живот, бидејќи човекот е направен според Божјата слика. Убивањето човек не е само убивање личност, туку е уништување на сликата на Бог во човечкото битие. Затоа, да се замислиме околу фактот што значи негрижата за ближниот, навредата, омаловажувањето, деградацијата, вреѓањето, секаква повреда, било да е психичка, ментална, емотивна, физичка, дури до степен на одземање на човечки живот, вклучувајќи го од самиот миг на создавање во мајчината утроба. Секој човек е создаден според Божјата промисла, а не според човечката. Не по случајност Бог не создал секој од нас, бидејќи секој има своја посебна мисија на земјата. Ѓаволот преку мислите на секој човек го убедува дека одреден човек не е вреден да живее, вклучувајќи ги дури неродените бебиња. Да се подсетиме на Божиот збор, кој ни укажува дека крадецот, односно ѓаволот, е тука за да украде, убие и уништи. А Исус Христос дојде за да имаме живот вечен и тоа живот во изобилие. Еден ден, сите, еден по еден ќе застанеме пред Бога и ќе одговараме за се што сме сториле, доколку денес не се покаеме. Ако не станеме свесни за тоа колку вредиме, ние никогаш нема да бидеме задоволни и исполнети во нашиот живот. Ако не ја знаеме нашата вредност, тогаш никогаш нема да постанеме она за што Бог не создал. Мораме да се соочиме со овој факт. Затоа, штом уништуваме човечки живот, ја уништуваме Божјата слика. Свесни ли сме дека со секое свесно какво било уништување на некој човек? Буквално плукаме директно во Бог Семоќниот? Подготвен ли е секој од нас да се соочи со Бог Создателот, Седржителот? Што мислите? Ќе ни рече браво за стореното? Ако беше за браво и аплауз, дефинитивно сатаната се уште ќе беше во рајот. Но Бог го исфрли и подготви посебно место, наречено пекол, токму за него и неговите демони. А што би барале ние таму? Адам и Ева беа создадени со една цел – да живеат со Бог, како што пишува во Божиот збор дека Бог секој ден при вечерина ги посетуваше Адам и Ева и разговараше со нив. Како нештата започнаа да се движат во погрешен правец?
Во 15-тиот стих од 2 глава Битие пишува вака: И земајќи го Господ Бог човекот, кого го создаде, го воведе во градината Едемска, за да ја обработува и да ја пази. Должноста на Адам беше да ја пази градината, но во денот кога змијата и пристапи на Ева, Адам не пазеше, како што пишува. Но змијата беше полукава од сите зверови полски, што ги создаде Господ Бог. Па и рече на жената: Вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? А жената ја рече на змијата: Ние јадеме род од секое дрво во рајот. Само од родот на она дрво среде рајот, рече Бог, не јадете и не се допирајте до него, за да не умрете. Тогаш змијата ја рече на жената: Не, вие нема да умрете. Бог знае од и оној ден кога ќе вкусите од него ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што зло. И жената, гледајќи дека родот на дрвото е добар за јадење и убав за гледање, и дека дрвото е пожелно поради знаењето, набра род од него и јаде, па му даде и на мажот свој, та и тој вкуси. Тогаш им се отворија очите на обајцата и увидоа дека се голи, па исплетоа лисја од смокви и си направија опашала. Секогаш, кога сме во ситуација да се сомневаме во Божиот збор, тогаш сме на патот кон поразот. Исто како што змијата ја натера Ева да се запрашува за вистинитоста на Божите зборови. Кога се запрашуваме за вистинитоста на Божиот збор, широко ја отвораме портата за ѓаволот да влезе во нашиот живот и да не уништи. Кога започнуваме да се сомневаме, почнуваме да не веруваме, а штом не веруваме, тогаш стануваме непослушни. Не смееме да започнуваме разговор со ѓаволот и да одговараме на неговите прашања, за да не паднеме во замка и да почнеме да се сомневаме и на крај да станеме бунтовници и непослушни, а со тоа крајот наш да биде целосно уништување. Адам и Ева беа протерани од градината бидејќи таму се е совршено, а тие станаа несовршени. Но Бог во неговата бескрајна милост не се откажа од човечката раса. Имаше план и беше решен да го оствари. And you know my heart, and you know my intentions. You know everything about me. 'Cause I'm fully accepted. I've got nothing left to prove. Oh, I'm found in you. Forever and ever. Yes, I'm fully accepted. I've got nothing left to prove. Oh, I'm found in you. Forever and ever. Yes, I'm fully accepted. I've got nothing left to prove. Oh, I'm found in you. Forever and ever. Yes, forever. Oh, forever and ever. Oh, forever and ever. I'm found in you. This is what we were made for. Right here. Right here. We're coming back to our first love. Right here, right here, right here. Cause I could never get away from your love. I could never get away from your love. I could never get away from your love. I never want to, I never want to. I wanna stay, I wanna stay, I wanna stay forever in love with you. Oh, forever in love with you, yes, I do.
Yes, I do. Yes, I do. Во послание на Јаков, 4 глава, пишува: Или пак, мислите дека писмото напразно зборува, со ревност го љуби Духот, што го вселил во нас. А дава поголема благодат, зато е речено: Бог се противи на горделивите, а на смирените им дава благодат. Па затоа, покорете му се на Бога, а противете се на ѓаволот, и тој ќе побегне од вас. Бог смисли план за човекот да се помири со него. Планот беше Исус Христос, како што пишува во Евангелие според Лука 19 глава. Оти синот човечки дојде да го побара и спаси загубеното. Така што Бог не се откажа од нас, од луѓето, направени од прав и вдахновени со неговиот здив. Исус дојде по нас, наследниците на Адам, да не спаси. Ете, колку сме вредни во очите на небесниот татко. Во прво послание до Коринтијаните 15 глава пишува: Па така и напишано: Првиот човек Адам стана жива душа, а последниот Адам животворен дух. Но не иде прво духовното, туку душевното. Првиот човек е од земја земен, вториот човек е од Господ од небото. Каков е земниот, такви се земните, и каков е небесниот, такви се и небесните. И како што го носиме обликот на земниот, така ќе го носиме и образот на небесниот. Врз основа на овие стихови можеме да заклучиме дека Исус има два називи. Тој беше последниот Адам. Тој беше крајот на целокупното Адамово наследство. Целиот грев и бунтовност и зло беа отсечени при неговата смрт. А кога воскресна, тој воскресна како втор човек, нов вид на човек, нова раса, Божјиот човекова раса. Раса во која Бог и човекот се соединети во една природа. И така, ние сме наново родени преку вера. Ако веруваме во Исусовата смрт и неговото триумфално воскресение, ние стануваме дел од вториот човек. Нов вид кој претходно не постоел, во кој Бог и човекот се соединети во една личност. Зашто еден е Бог и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе си како откуп за сите. Гласи стихот во прво послание до Тимотеј 2 глава. Каква восхитувачка мисла! Ние, луѓето, имаме посредник до нашиот небесен татко, а тој е Исус Христос. Тој е патот, вистината и животот. При што се наметнува фактот дека треба да се обратиме кај Исус Христос. Некај бајачи, некај гатачи, некај светци, некај припадници на новите учења, некај астролози, некај универзумот, некај лажни богови, некај така наречената мајка земја или сонцето, некај магионичари, нево универзалната енергија, реики, разни медитации, јога и што уште не. Нашето спасение е во и преку Исус Христос. Слава му! Имаме представник што седи до всемојкниот Господ Бог, а се вика Исус Христос. Во Евангелие според Матеј, глава 13, има неколку параболи за Царството Небесно. И тоа: Царството Небесно прилега уште и на драгоценост сокриена во нива, која ја нашол човек и прикрил, па од радост за неја отишол и продал се што имал и ја купил таа нива. Зарем во оваа парабола, човекот кој нашол драгоценост и продал се за да ја има, не е ли Исус Христос? Тој даде се за нас, за да не откупи и да не прикаже пред небесниот татко. Зошто го направи тоа? Бидејќи гледа вредност во нас, не сака. Зарем не би сакале да имаме таков пријател, кој сопствениот живот го дава за нас? Пријател кој никогаш не би не изневерил, никогаш не би не излажал,
туку ни вели дека ќе биде со нас до свршетокот на светот. Јас сакам да го имам за пријател, за спасител и тоа без сомнеш. Така што, ние сме безценети, вредни, скапоцени. Не сме незначајни. Ние сме екстремно вредни. Од денес, па натаму, никогаш повеќе не зборувајте за себе дека сте безвредни, дека за вас нема потреба, дека сте непотребни, недостојни. Господ Бог го даде својот единороден син за да ве спаси. Исус Христос претрпи страшно измечување и смрт на крст, само за мене, за тебе, за сите нас. Она што треба е да го прифатиме неговиот подарок, да се покаеме и да го признаеме како спасител. Не станува збор да се возгордееме и да мислиме дека сме над Бог, како што направи Луцифер, туку да бидеме свесни за нашата вистинска вредност. Ние сме синови и ќерки на небесниот татко. Тој нема втора класа деца, секој од нас е посебен, специјален, уникатен, единствен. Следната парабола за Царството небесно гласи вака. Царството небесно прилеги на трговец, кој бара убави бисери, па штом најде едно зрно скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Исус Христос виде скапоцен бисер во тебе, продаде се за да те купи. Како се раѓаат, како се создаваат бисерите? Преку страдање, прирастење, оформување на школката. Може би ти си поминал, си претрпел страдање и си го поставил прашањето дали Бог на вистина те сака, па си размислувала дека не вредиш колку што вреди некој друг, дека не си му важен, важна на Бог. Сакам да ти кажам дека тоа не е точно. Ти си бисерот на Бога. Исус продаде се што имаше само за тебе. Исус слезе од небото и живееше како човек. Се откажа од моќта на Бог, како што пишува во книга пророк Исаија 53 глава. Он беше презрен и понизен меѓу луѓето, маж на болки и свикнат на страдања, и ние го одвраќавме од него лицето свое. Он беше презиран и ние за ништо не го сметавме, но он ги зеде врз себе нашите болки и ги понесе нашите слабости, а ние мислевме дека он беше поразуван, казнуван и понизуван од Бога. А он беше знаранет за нашите гревови, мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Сите ние бевме заблудени како овци, се отстрани секој од патот свој, и Господ ги возложи врз него негревовите на сите нас. Он беше измачуван, но страдаше доброволно и устата своја не ја отвораше. Како овца он беше одведен на колене, и како што јагнето пред стрижачите свој безгласно, така и он не ја отвори устата своја. Он беше лишен од праведен суд, но родот негов кој ќе го објасни? Зашто беше одземен од земјата на живите, заради беззаконијата на мојот народ беше осуден на смрт. Му определија гроб со злодејци, но он беше погребан кај богатиот, зашто не беше направил грев и во устата негова немаше лага. Но на Господа му беше угодно да го понизи и го предаде на мачење, а кога душата негова му принесе милостлива жртва, он ќе види долговечно потомство и волјата Господова ќе напредува преку неговата рака. Ќе се зарадува поради трудот на душата своја и ќе види светлина. Праведниот слуга мој ќе ги оправда мнозина и гревовите нивни врз себе ќе ги понесе. Затоа јас ќе му дадам големо наследство, со силните плен ќе дели, зашто душата своја на смрт ја предаде и меѓу злодејците беше вброен и ги понесе врз себе гревовите на мнозина. И за престапниците стана посредник.
anointed one. Oh, we fix our gaze on you, beautiful Jesus, beautiful Savior. Oh, we've come to honor you. Oh, we've come to honor you. Wonderful Jesus, wonderful Savior. Oh, we've come to honor you. Yes, we've come to lift our voice to you. Oh, to honor your presence. Oh, to honor your name, beautiful Jesus. Oh, we've come to honor you. Yes, we've come to honor you. Oh, we've come to honor your name. Father, we just want to love on you. Let our praise push back the darkness tonight. Let our praises ring the heavens tonight. We want to see your glory come and fall among us. Let your presence come, God. We want to push back all the darkness with our praise as we bring you honor. As we bring you honor. 'Cause you are worthy, Jesus. You are worthy, Father. Only you will be glorified. Only you, yes. Почитуван слушателу, имам прашање за тебе. Доколку твоето срце престане да чука во следните неколку минути, дали си помирен со Бога? Дали знаеш каде ќе ја поминеш вечноста? Ако не знаеш, би сакала да се помолам заедно со тебе. Не сум тука за да осудам никого. Тука сум да ти помогнам да го пронајдеш новиот почеток. Знам дека ова доаѓа само од личниот однос Исус Христос. Ако не си во мир со Господ, или си застрнил од патот, или ти треба нов свеж почеток, ќе те замолам да станеш таме каде што си и ќе се помолиме заедно. Не можам да помислам на подобар момент за победа од овој. Бог не ти е луд и гневен. Твоите гребови веќе се опростени. Се што треба да направиш е да го прифатиш подарокот од Исус Христос. Спасението. Ќе го направиш ли тоа денес? Непријателот во мислите ќе ти рече: направи го тоа подоцна, утре, следната недела. А Библијата вели: денес е денот за спасение. Не го слушаш ова по случајност. Исус вели: ако не се срамиш од мене пред луѓето, јас нема да се срамам од тебе пред мојот татко на небото. Ако ти треба свеж почеток, застани и ќе се помолиме. Знам дека е потребна храброст да се застане, но во моментов ангелите се радуваат за тебе. Би сакала да ти ја дадам можноста да го признаеш Исус Христос за свој Господар. Ќе се помолиш ли? Само повтори: мил Господе, јас сум грешник. Сгрешив против тебе и многу ми е жал. Верувам дека крвта на Исус ги чисти сите мои гребови и дека ти повеќе не ги помниш. И сега кога сум чист, чиста, те барам, Господе Исусе, дојди и живеј во мене. Биди мој спасител, ти си мој Господар.
Јас сакам да го доживеам моето лично искуство со тебе. Амин. Секое добро почитуване. Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Георгиевска-Костадиновиќ. Елиезер.